Ширењето на електричните возила како шумски пожар предизвика и некои нетрадиционални автомобилски земји, како што се Тајван и Турција, да истапат на оваа за нив непозната сцена. Електронскиот гигант Foxtron, кој го знаеме како производител на iPhone, тоа го прави доста агресивно. Нивната автомобилска филијала, основана пред 2 години како партнер, го има кинескиот Yulon Motor. Заеднички развиената гама го носи и подписот на Пининфарина и подека, сигурно се подполнува. Прв ќе биде кросоверот наречен Model C. Стилски обликуван, тој има должина од 4,6 метри, 7 седишта и 2 електромотора од 460 конски сили. Интересен ќе биде и хеджбекот Model B, кој ќе игра во истата лига како и Volkswagen ID3, а ќе привлекува внимание и пикапот со ознака Model V. Според амбициозниот план на компанијата, возилата ќе се произведуваат и во Тајланд и во Соединетите Американски држави, а се преговара и со Индија и Индонезија. Големи планови имаат и турците. Конзорциумот ТОГ, составен од 5 моќни компании и дебело поддржан од државата, веќе покажа колку е сериозен во своите намери за лансирање на национална марка возила. Првиот модел кој е подготвен за пазарно лансирање е кросоверот од C сегментот, дизајниран од Пининфарина. На располагање ќе биде со 1 или 2 електромотори од по 200 конски сили, а ќе се опремува со батерии интегрирани во платформата кои ќе му овозможат автономија до 500 км. Ќе постигнува 220 км на час, а до првите 100 во посилната верзија ќе забрзува за 4,8 секунди. Производството е организирано во сосема нова фабрика во близината на Бурса, во комплекс кој се распостила на 400 хектари земјиште во собственост на армијата. Турската компанија има планови до крајот на деценијата да располага со гама од 5 модели и да произведува по 175.000 возила годишно. Во споредба со нив, благодарејќи на Винфаст, Виетнам веќе е во предност. Со големи инвестиции и во најкраток можен рок, компанијата започна со производство на возила за домашниот пазар пред некоја година, за сега да стартува со освојување на Америка и Европа со 5 кросовери кои се растегаат се до луксузниот сегмент. Ги красат италијански дизајн, моќни погонски агрегати и современ минималистички пристап во внатрешноста. Сите се електрични и ќе ги привлекуваат купувачите со 10 годишна гаранција, флексибилност во изборот и предизвикувачки цени. Брзиот развој на Винфаст го препозна и Ауто без жирито, кој го прогласи за звезда во подем. Во автомобилскиот свет, кој секојдневно се менува, докажување им треба и на американците, посебно на марките како Cadillac, кој континуираниот пад на имиджот сега сака да го запре со најскапиот модел во својата историја. Наречен е Celestiq и ќе чини преку $300,000. За таа сума ќе се добие 5,5 метри долга лимузина со фантастичен дизајн и 55-инчен монитор, се простира по целата широчина на внатрешноста. Ќе биде задвижувана од 2 електромотори со вкупно 600 конски сили кои ќе се распределуваат на сите 4 тркала. Забрзувањето до американските 96 км на час ќе трае 3,8 секунди, а ако се вози пристојно, батериите ќе траат 480 км. Производството ќе биде ограничено на само неколку стотина единици годишно кои рачно ќе се склопуваат.